Русија има малку што да му понуди на Балканот, па затоа се обидува да предизвикува фрустрации и саботажи во земјите од тој регион, кои јасно се изјасниле дека се западно ориентирани. Во таа своја балканска стратегија Москва ја користи религиозната, идеолошката и енергетската поврзаност со Балканот, но и пропагандата, вели австрискиот дипломат и поранешен специјален пратеник на Европската унија за Балканот Штефан Лене. Тој ова го истакна на неодамнешниот безбедносен форум во Белград, на кој учествуваа над 700 аналитичари, политичари, дипломати и безбедносни експерти, и чија дискусија, меѓу другото, се фокусираше на руското влијание на Балканот, како дел од политичката борба на Москва со Западот. Тезата која што ја застапуваа учесниците на безбедносниот форум во Белград е дека Русија сака со наметнување тензии во Западен Балкан, а со тоа и во Македонија, е да ги наметне своите интереси. А тие интереси, како што рекоа дел од учесниците во форумот, немаат никаква врска со безбедноста и мирот на Балканот. Дека нестабилен Балкан му одговара на Кремљ, се сложи и директорката на Македонскиот центар за европски политики Симонида Кацарска, која учествуваше на форумот. Таа во интервју за Слободна Европа вели дека таа теза во регионот е присутна веќе подолг период. Тезата дека Русија има придобивки од нестабилноста на Балканот не е од сега, всушност има веќе подолг период како во академските, така и во круговите кои што се бават со истражување на јавни политики. Меѓутоа, од наш аспект, ако си погледнеме ние во нашиот двор, очигледно е дека околу дискусијата за примената, односно имплементацијата на договорот од Преспа, како и потенцијалното членство на Република Македонија во НАТО, кое што следува како резултат на имплементацијата на договорот од Преспа, постои несогласување од страна на Руската Федерација во однос на начинот на кој што го гледаат членството на Република Македонија и самиот процес кој што води кон истото. На истиот форум дебатираше и Павел Лужин, признат политички аналитичар специјализиран за Русија и Блискиот Исток, според кого единственото нешто за кое Москва се грижи на Балканот е да прави проблеми и да предизвикува неволји. Тој нагласува дека целта е да го уништи интегритетот на НАТО и на Европската унија, за себе си да се постави како посилен фактор на влијание, а не да се грижи за едно од примарните цели – безбедност и напредокот на регионот. На тој начин Москва сака да ги реализира интересите, таа не е заинтересирана за просперитет на Балканот. Русија сака да биде суперсила, не само поради односите на големите политички сили, туку и поради домашните политички прилики. Доколку Русија не се покаже силна надвор, Путиновата власт ќе ослабне и внатре во Русија. Изјави Лужин, додавајќи дека е уверен оти ни русите не го сакаат Путин, но се плашат од него. Кога се работи за борбата за поголемо влијание, на иста линија и Кацарска, според која Москва е водена од фактот дека ако запрат евроатлантските интеграции на регионот, Русија ќе стане поголем фактор од Унијата и од Алијансата. Русија во овој регион со релативно мала инвестиција, односно со мал ангажман, може на некој начин да влијае на процесите на интеграција на овие земји, повеќето од нив во НАТО и сите со исклучок на Србија и интеграцијата во Европската унија. На овој начин всушност таа и според мене успева да биде поголем фактор наспроти Европската унија, имајќи во предвид силата која што би имала доколку овие процеси не би се случувале. Учесниците на Белградскиот безбедносен форум се сложија во оценката дека регионот е на фронтот на Москва против Вашингтон и Брисел и дека за подобар однос на Русија и Западот клучно е Русија да почне објективно да гледа на намерите на Европската унија, на НАТО и на Соединетите Американски држави. Според председавачката на воениот комитет на НАТО, Клариса Довинјо, која исто така учествуваше на форумот во Белград, целта на НАТО денес не е само поддршка на безбедноста во Европа, туку и принципите на добрососедство и соработка, како на пример соработката на Алијансата со Србија, која не сака членство во НАТО. Ако и тоа не е добро за Русија, вели Довинјо, тогаш Москва мора да одговори што има спорно во грижата за европскиот мир и безбедност.